Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Граѓаните добија намалување од 20% за надоместокот за комунали што ќе трае до крајот на годината. Со одлуката што ја усвои Советот на општината, граѓаните кои инвестираат во изградба на објекти наместо до 30 јуни ќе можат поевтино да ги плаќаат комуналиите до крајот на декември. Инвеститорите и граѓаните кои ќе градат објекти до крајот на оваа година ќе плаќаат за 20% понизок надоместок за уредување на градежното земјиште, односно за комуналии. Таква одлука донесе Советот на општина Кочани на редовната 26-та седница, на која наместо до крајот на овој месец беше усвоен предлогот попустот да трае до 31 декември. Намалувањето на висината на надоместокот за комуналии, утврден со програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општината за 2019 година, се однесува на изградбата на објекти со намена за домување и за комерцијални дејности, но не и за викенд куќите на Пониква. Предлогот за продолжување на рокот за попустот дојде од советниците. Заложбите уште пред донесување на буџетот беа да имаме една единствена цена која што ќе важи за цела година. Па според тоа, со ова ќе имаме единствена цена која што ќе важи за цела 2019 година. И според тоа сите граѓани без разлика дали станува збор за физички лица, за правни лица, за инвеститори или за индивидуални лица кои што сакат да градат или да доградат во својот дом, ќе имат една и единствена објективна цена. Сметам дека и за следната година, 2020 година, службите треба да земат во предвид цената која што е за оваа 2019 година и според тој терк да се води една објективна цена со која што ќе настапиме или која што Советот ќе утврди за следната 2020 година и која што ќе важи за цела година. Поддршка за предлогот на советникот Алексов имаше и од другите советници. Намалувањето на надоместокот представува иницијална капица за зголемување на изградбата како на колективните, така и на индивидуалните домувања, затоа во целост ја поддржувам предлог одлуката и се надевам како и во минатото и сега оваа одлука ќе ја донесеме едногласно се со цел да ги задоволиме потребите и интересите на граѓаните на општина Кочани. Потребно општина Кочани да има една единствена цена, се со цел и ние како совет да избегнеме непријатности во иднина, па да се сочуваме по барање на еден или на двајца инвеститори, да треба да ставаме точки на неверет и да донасаме некои одлуки кои што се од една страна дискриминирачки према други инвеститори кои побрзале на време да ги средат документите. Затоа давам целосна поддршка на предлогот на Ѓорѓе Алексов, се надам дека сите ќе го поддржат. Јас поддржувам овој предлог, меѓутоа не само да биде за оваа година или како што Ѓорѓе предложи за наредната 20 година, туку мислам дека треба службите во општина Кочани да изготват една квалитетна анализа и информација да не ја достават до Советот на наредна седница или по наредна седница, не е толку хитно, со целосна калкулација колку би била таа цена која што би била адекватна, прифатлива за сите граѓани во општина Кочани и тоа да важи не за една, за 2 години, туку таа цена да важи за наредните години, се додека не се одлучи поинаку. Од општинската администрација исто така дадоа поддршка на предлогот попустот да трае до крајот на годината. Ако ги погледнеме приходите кои ги имаме остварено заклучно со 31.5, ние имаме некој процент од 80% остварување на приходната страна по основ на комунали, така да лично сметам дека нема ова продолжување да влие на остварување на планот и очекувам надминување на истиот. Без дополнителни дискусии, предлог одлуката за пролонгирање на попустот за комунали до крајот на годината беше едногласно усвоена. Исто така, членовите на Советот на општина Кочани го усвоија и заклучокот со кој ги задолжија стручните служби во општинската администрација да изготват нова, реална проценка за надоместокот за уредување на градежно земјиште и таа да биде доставена пред усвојувањето на буџетот за наредната година. Со тоа, наместо да се дава времен попуст, ќе се овозможи граѓаните трајно да имаат поповолни услови за градба. Во теке постапката за набавка на дел од енергенските за затоплување на објектите што ги користи Основното училиште Свети Кирил и Методи. Веќе е објавен јавниот тендер за обезбедување огревно дрво, за што е планирано да се потрошат нешто помалку од 3000 евра. 50 метри кубни огревно дрво планира да набави Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани, како енергенс, што ќе се користи за затоплување на дел од просториите во кои се изведува наставата. Станува збор за набавка на буково дрво од прва или втора класа,
а за што од наменската сметка на училиштето е планирано да се потрошат близу 170.000 денари. Цената по метар кубен е базирана врз основа на ценовникот на главни шумски производи на јавното предпријатие Македонски шуми. Јавниот повик за тендерската постапка за набавка на огревното дрво е веќе објавен, а последниот рок за пријавување на заинтересираните снабдувачи е до 12 јуни. Испораката на огревот ќе се врши по склучување на договор за набавка, сукцесивно според потребите на нарачателот, што значи доволен период пред почетокот на новата грејна сезона. Во сумата за набавка на дрвото влегува и транспортот до објектот, што како диспозиција ќе ја даде нарачателот. При тоа, можно е, во зависност од потребите, да не биде нарачена вкупната количина на огревно дрво, односно таа е определена само како горен можен лимит. Заврши јавниот повик за набавка на земјоделска механизација. Од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој задоволниот бројот на земјоделци кои аплицирале за набавка на трактори. Во Кочани за набавка на земјоделска механизација аплицирале 23 земјоделци. На 31 мај заврши јавниот повик за набавка на земјоделски механизации. На ниво на држава за овој оглас аплицирале 1157 земјоделци, а во Кочани аплицирале 26. Информираат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството подрачна единица Кочани. Може. Пред неколку дена заврши јавниот повик 04-2019 или мерката од програмата за финансиска поддршка во руралниот развој 121.4 за набавка на трактори. Значи, можеме да кажеме дека овој оглас помина релативно добро. Имаше по наша проценка еден добар одзив, бидејќи беа пријавени некаде вкупно на ниво на цела Македонија околу 1157 барања, тоа е апликации за набавка на трактори, а по-конкретно во нашиот регион, Брегалничкиот регион, имаше 132 барања. Можеме да ги наведеме и по регионални центри, тоа е по работни единици, што ние како Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството ги сработивме. Значи во Штип некаде имаше 45 апликации, во Кочани 26, Пробиштип 4, Виница имаше 16, Делчево 25 и Берово 16 апликации за набавка на трактори. Значи на ниво на Македонија, како што кажавме, од овие 1157 некаде, можеби 98% ги има изработено Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството, останатите 2% или сами луѓето, апликантите си ги имат изработено или со помош на приватни советници. Значи, можеме да констатираме дека овој одзив на овој оглас е добар, бидејќи и покрај слабата финансиска конструкција на земјоделците, бидејќи овој оглас изискува претходно вложување, значи за купување на тракторот, а по 3 месеци им се враќаат оние средства предвидени за поддршка, кои што почнуваат од 50%, па можат да стасат и до 75%, во зависност од тоа каде се наоѓа земјоделското стопанство и кој е носител на земјоделското стопанство, дали е млад земјоделец или е жена. Захариев најави нов оглас од ИПАРТ. Тоа е за диверзификација на фармите и развој на бизниси во неколку сектори, како што се алтернативно земјоделско производство, производство на прехранбени производи и пијалоци, потоа овде може да се конкурира и за производство на колачи, тестенини и други прехранбени производи, чај и билни екстракти, сладководна риба, ракови и мекотели. Потоа, тука се вметнати за занаетчиските дејности, кои се во согласно со правилникот на определување на дејности кои можат да вршат занаетчиска работа, обезбедување на услуги во земјоделството и развој на услуги на руралното население и промоција на рурален туризам. Овој оглас се очекува да излезе во текот на месец јули, заврши Захариев.
Деветоделенците Матеј Арсов и Андреј Басовски од Кучани го изработија училишното дигитално списание Училишни новости и го освоија првото место на 8-то издание на меѓуучилишниот проект Читателчиња, што се одржа во Мачкат, Златибор. Група ученици под менторство на професорката Љупка Стојменова учествуваа на меѓуучилишниот проект Читателчиња, што се одржа во Мачкат, Златибор. Групата од општина Кочани, кои воедно беа единствени од Република Македонија, се представија со штанд со македонски книги меѓу 30 на штанда од цела Србија. Учениците, морам да ги споменам, тоа се ученичките Ива Прошева, Викторија Постолова и Ивона Стојменова, направија дигитални дневници и учествуваа со нив, меѓутоа не беа влезени во финалните надпревари, додека учениците од 9 оделение Андреј Басовски, Матеј Арсов изработија дигитално списание насловено како Училишен весник и тие влегува во 8-те финалисти, кои што учествуваа на самата манифестација која што се одржа на 25 и 26 мај во Мачкат близу Златибор. Интересно е тоа што секоја година на оваа смотра се избира училиште кое што ќе биде домаќин, а сите учесници кои што се изберени за финалисти од цела Република Србија па и од Македонија доаѓаат на таа смотра и таму ги се надпреваруваат и ги представуваат своите дела. Ние со нашиот училишен весник освоивме прва награда и морам да им се заблагодарам на самите ученици, не само во изработката на весникот, туку и во подготовката на самиот штанд со кој што ние се представивме и ја представивме нашата земја. Самата сериозност на проектот се огледа од тоа што кај учениците ја развива љубовта кон читањето уште од најмали нозе, значи таа читателска писменост и подоцна која што ќе се согледа во нивното усно изразување, ја негуваат уште од најмали нозе и се всадува таа љубов, се враќа љубовта кон самата книга. За сериозноста на проектот зборови тоа што и самото Министерство за образование на Република Србија е поддржувач и е вклучено директно во финансирањето на самиот проект. Деветоделенците Матеј Арсов и Андреј Басовски од Кочани, кои под менторство на наставниците Сашка Евтимова и Благој Гранков го изработија училиштето дигитално списание Училишни новости и влегоа во 8-те финалисти во оваа категорија на конкурсот и го освоија првото место. Списанието е квалитетно технички сработено, а донесува забавни и едукативни содржини од различни области. Јас сум Матеј Арсов, ученик од 9-то оделение во основното училиште Никола Карев. Ние изработивме дигитален весник, кој што содржеше разни рубрики, како што се рубрики од областа на македонската книжевна историја, рубрики кои што беа од спортот, значи содржеше исто така стрип, кој што ја опфати областа на физиката и хемијата, имавме забавни рубрики, каде што имаше крстозбор, факти и други работи. Ние со весникот го освоивме првото место и бевме единствените представници од Република Македонија. Јас сум Андреј Басовски, на овој дигитален весник работевме повеќе од 1 месец и бевме под менторство на Сашка Евтимова и Благој Гранков. Ние сме презадоволни од оваа награда, бидејќи го освоивме првото место. Целта на проектот е мотивирање и издигнување на свеста за потребата и корисноста од читање кај децата. Малото основно училиште Миливој Боровиќ ширум ги отвори портите и топло ги прегрна сите гости и сите учесници. Оваа голема и значајна манифестација за развој на читањето годинава опфати 7000 деца, од кои 6000 работеа тестови на училишно ниво, а завршниот тест го решаваа 140 ученици. Учествуваа 500 читачки дневници, 40 изработки од диаспората, како и 20 дигитални списанија. Дел од македонскиот тим беше и македонскиот поет Филип Димковски, а по покана од организаторот на Читателчиња гостуваше и директорот на јавната општинска установа библиотека Искра од Кочани, Коце Стојменов. Поет домакин на овој светол собир и празник на читањето беше великанот на српската поезија за деца, големиот поет Љубивој Ршумовиќ. Читателчиња е меѓуучилишен проект започнат од просветни работници, ентузијасти, главно професори по српски јазик, училишни библиотекари и оделенски наставници, кои заситени од разни експерименти и свесни за образовните проблеми и отргнувањето од книгите и читањето, се собраа околу идејата за повторно упатување на децата кон книгите. Идејата прерасна во здружение на чие чело е Маја Радоман Цветичанин, движечката сила на оваа манифестација.
Продолжува соработката на Средното училиште Лјупча Сантов со Средното училиште Неготино од Врапчиште. Група ученици и професори од оваа општина беа во посета на Кочанската гимназија, каде што реализираа неколку заеднички активности. Продолжува соработката на Средното општинско училиште Неготино од Врапчиште и Средното училиште Лјупча Сантов од Кочани, која започна пред повеќе од 3 години. Истата е во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Група ученици и професори беа во посета на гимназијата Лјупча Сантов, каде според програмата реализираа неколку заеднички активности, меѓу кои ревијален надпревар во одбојка и футсал, заеднички активности на учениците по ликовна уметност, пейзаж, како и интерактивна работилница, стереотипи и предрасуди. Денеска присуствуваат 50 ученици и 12 професори, директор, градоначалник на општина Врапчиште во возврат на посета која што во месец мај беше реализирана од страна на нашите ученици и професори на нивното училиште. Целта на ваквите посети е јакнење на капацитетите на меѓуетничката интеграција во Република Македонија. Нашите ученици се запознаваат со учениците од другата страна. Има заеднички активности како што се играње одбојка и други спортски активности, работилници од областа на уметноста, како и креативни работилници изготвени од педагошко-психолошката, дефектолошката служба и останатиот наставен кадар на двете училишта. Убаво е да напомнеме дека ваквата соработка не е само оваа година, тука веќе е традиционална, 5-та година поред и имаме збратимени односи со училиштето од Неготино. Инаку, меѓуетничката соработка помеѓу овие две средни училишта започна пред повеќе од 3 години, кога професори и ученици од Средното училиште Неготино и Лјупча Сантов од Кочани реализираа 2 средби на кои беа представени обичаите, културите и традициите, а исто така беа организирани креативни, едукативни и спортски активности. Манастирот Свети Спас собира донации за изградба на конаци. Со литургијата по повод празникот Спасовден чиноначалствуваше владиката Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Зелениот мир кој го нуди локацијата на манастирот Свети Спас инициираше идеја за изградба на конаци во кругот на манастирот. И официјално беше отворена кутија за донации со кои во наредниот период би се помогнала изградбата на конаците, за кои има и нацрт план. Рано утринава во манастирот се служеше празнична богослужба, со која чиноначалствуваше владиката Иларион, а меѓу присутните верници беше и градоначалникот Ивица Димитров. Наоколу веќе течеа подготовките за ручекот кој треба да послужи околу 2000 верници од Виничко-Кочанскиот регион, кои се редовни посетители на овој голем празник. Денес ќе биде јагнешко месо со ориз и зеленчуци се става во јадењето. За колку верници се готви? 1500 до 2000, околу 2000 кои се очекува, да. Колку години веќе се слави Спасовден, дали знаете? Многу. Тоа е сигурно 40 години може повеќе. Ама веќе станува веќе традиција поголема, по-масовна традиција, се собират повеќе луѓе и така. Подготвува се ручек, после се дојдат луѓе, тука има музика, оро, веселби. Има многу верници? Има. Зависи кога како е времето. Од секаде, некој пати и мало, и од Скопје дури со автобуси доваѓат. И од сите градови доваѓаат тука. Има луѓе. Луѓето почнаа празниците да ги поштуваа. Од секаде народ, пензионери, кој може дојде, некој курбан си дава, некој така си дојде, посети манастирот. Традицијата на Спасовден се негува од 1948 година, кога е градена старата црква на темелите на катедрален манастир, кој бил центар на околните манастири. А овој манастир е граден 1996 до 1998 година со средства од општината и од местното население, а внатрешниот фрескопис уште не е комплетиран. Следува информацијата од спортот. Ракометната екипа на Младинец од Кочани оствари добар успех во завршниот турнир на мини-лигата на Академијата Металург. Клубот учествуваше со неколку екипи од различни генерации, а со највозрастните ракометари стигна до финале.
Добра игра и успех покажаа ракометарите на Кочански Младинец на завршниот Final Four турнир што се одигра во Скопје во рамки на мини лигата на ракометната академија Металург. Нашиот клуб го представуваат 3 екипи во исто толку генерацијски категории, при што највозрастните од генерацијата 2004-2005 стигнаа до борба за освојување на првото место. Претходно тие во полуфиналето со висок резултат од 20:9 го поразија домакинот Металург. Потоа во одлучувачкиот финален надпревар за првото место загубија од Тиквеш со 12:8. Во борбата за трето место пак, во возбудлив и неизвесен надпревар, без медал остана генерацијата 2006-2007 на Младинец, која во полуфиналната средба загуби од Торо Спортот Виница по изведувањето на ударите од 7 метри. Претходно надпреварот заврши нерешено 11:11, а во првото полувреме нашата екипа беше во предност од 7:6. И најмладите ракометари на Младинец, родени 2008 и помлади, останаа без медал, откако во полуфиналната средба загубија со 11:10 од Крива Паланка, иако во првото полувреме водеа со 8:4. За најдобар голман на завршниот Final Four турнир е прогласен Ненад Зафировски од екипата на Младинец од Кочани. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.